Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска во Њујорк ја започнува својата работна посета на САД со обраќање на состанокот на високо ниво по повод 30 години од 4-та светска конференција на жените. Настанот, организиран од Обединетите нации, се одржува под мотото повторна посветеност, обезбедување ресурси и забрзување на имплементацијата на Пекиншката декларација и платформата за акција. Силјановска-Давкова ќе присуствува и на ручекот Women Voice for All, во организација на заменик генералната секретарка на Обединетите нации, Амина Мохамед, каде се истакнува улогата на жените лидери во спроведувањето на целите за одржлив развој. Во текот на денот, таа ќе учествува и на прием организиран од Американско-Балканската стопанска комора, како и на вечерата во рамки на платформата на жени лидери при Генерално собрание на Обединетите нации. Во продолжение на посетата, председателката ќе има обраќање на генералната дебата на 80-тото Генерално собрание на Обединетите нации под темата Подобро заедно, 80 години и повеќе за мир, развој и човекови права, како и билатерални средби со светски лидери, меѓу кои и со генералниот секретар Антонио Гутереш. Таа ќе ја продолжи посетата и во Детройт. Центарот за управување со кризи информира дека активни пожари се бележат на две локации, на планината Кожув, во општина Гевгелија кај селото Петрово каде гори букова шума, и на планината Добра вода, во општина Македонски Брод, каде гори површина со ниска вегетација. Според извештајот, дополнително се бележат 4 пожари кои се ставени под контрола и не представуваат опасност за поширокото подрачје. Интервенциите на терен се во тек, со вклучени екипи од противпожарните единици, шумската полиција и локалното население. Центарот за управување наведува дека вкупно 28 пожари се изгаснати изминативе денови низ територијата на државата. Апелираат на зголемена внимателност, особено во шумски предели, поради продолжената суша и високите температури. 4 земјотреси, од кои најсилниот со јачина од 5 степени според Рихтер, го погодија грчкиот полуостров Атос рано утрово, соопшти Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар. Епицентарот бил крај Брежен, на длабочина од 5 км, приближно 10 км јужно од манастирот Хиланда. Засега нема пријавени повредени или материјални штети, а не е издадено ниту предупредување за цунами. Ситуацијата се следи од страна на локалните власти и сеизмолошките служби. Очевидци изјавиле на веб-страницата на Европско-медитерански сеизмолошки центар дека потресот бил силно почувствуван во Неа Роди, на островот Амулјани и во Сарти, предизвикувајќи вознемиреност кај населението. На комеморацијата за убиениот конзервативен активист Чарли Кирк, председателот Доналд Трамп изјави дека Кирк е маченик за американската слобода и вети дека ќе ја продолжи неговата работа. Настанот се одржа на стадионот State Farm во Глендейл и беше организиран од Turning Point USA, организацијата што Кирк ја водеше. Илјадници луѓе, облечени во црвено, бело и сино, присуствуваа на комеморацијата. Подпредседателот J.D. Венс и други високи републикански функционери му оддадоа почит на Кирк, кого го нарекоа инспиративен христијанин и двигател на младинскиот конзервативен активизам. Емоционален говор одржа неговата сопруга Ерика, која изјави дека му простува на обвинетиот убиец Тајлер Робинсон. Таа нагласи дека не бара смртна казна, водена од христијанската вера и љубовта на Кирк кон младите. Чарли ќе простеше и затоа и јас простувам, рече таа. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека палестинска држава нема да постои западно од реката Јордан, реагирајќи на најновите меѓународни признавања на Палестина. Во видео изјава, тој ги обвини земјите кои ја признаа Палестина по нападите на 7 октомври дека даваат награда на тероризмот и најави официјален одговор откако ќе се врати од посетата на САД. Нетањаху истакна дека под негово водство, Израел го удвоил бројот на еврејски населби на западниот брег и дека ќе продолжи по истиот курс. Предходно, Велика Британија, Канада, Австралија и Португалија официјално ја признаа државата Палестина. Палестина моментално е признаена од околу 75% од земјите членки на Обединетите нации, но нема јасно дефинирани граници, главен град или армија. Денеска во Генералното собрание на Обединетите нации е закажана меѓународна конференција за решавање на палестинското прашање, каде се очекува и други земји како Франција, Белгија и Нов Зеланд да ја поддржат независноста на Палестина.